министра от 2013 година, господине Талат Джафери, и вие много добро знаете, и затоа не ги прочитавте и другите постапки. Затоа секогаш кога имало избор на членови на влада, се одело по таа постапка која што ја спомнавте вие. И тоа не е спорно. И не случајно ја реков, се навикнавме на различно толкување на деловникот. Ај сега ќе си правиме муабет, ние ќе те слушаме ти кога зборуваш, а вака сега дозволете 2 дена ви го кажувам членот, кај што вие треба да направите устови говорникот да се обрати, а не вие да го сечете говорникот. Да се вратам назад. Се навикнавме на различно толкување на деловникот од страна на господинот Джафери. Го толкувате деловникот во согласност со потребите за пазарење. И тука ставам точка. Джафери, председател на собрание, на исти ваков избор на членови на влада, 110-та седмица, се договорил да се одреди списоци за пријавени на збор и пријавени за реплики. Джафери, 103-та седмица, исто ваков избор на членови на влада. Говорниците се определени 2 наспрот 1 за опозицијата и Талат Джафери, 49-та седмица 2018 година, се отвара претес, а пратениците само се пријавуваат за збор. 3 пати избор на влада, 3 пати различна постапка. Кој Талат Джафери сега да оверувам? А Талат Джафери милува да каже ова е воспоставена пракса и кога ќе почне да ги брои од Груевски, од Трајко Велјановски, а во се учествува и на се дава поддршка. Тоа го гласавте вие од ВМРО ДПМН, ама ние бевме членови на влада, молчешко сте давале поддршка на се што сме правиле ние во минатото. Така, господине, воспоставена пракса, сега не знаеме која пракса ќе ја правите. Логички е. На волку тензија, на волку собрани министри за разрешување на нивни колеги, да дозволите, дозволете ми да ви кажам, се сте адвокати, да дозволите да се направи расправа поединечна за сите овие 4 предлог кандидати, да продискутираме, на крај никој не ви брани да гласате и да завршите со кршење на деловник, да завршите со кршење на процедурите. Мислам дека многу малку седници се имаат одржано на ден кога има пратенички прашања. А посебно не вака, за да се дефокусира она што треба да се поставува како пратеничко прашање. Ви кажав предлог, меѓутоа не го послушавте. Да, продолживме од 19 часот, изгласајте, направете, ама вие треба денот да го покриете, да глорифицирате, затоа што зголемено ви е мнозинството за 64 пратеници. Благодарам.